дозволете од овде од Валандовскиот регион да им се заблагодарам на министрите што му служија на нашиот народ и на нашата држава, извршувајќи функцијата министер во следните министерства. На мојот другар и пријател, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, другарот Љупче Николовски, благодарам Љупче што верно и служеше на државата. Знам дека имаш големи перспективи пред тебе и сите веќе објавивме зошто тоа ќе го правиме, но ја користам приликата по вака капитален настан со капитална инвестиција најавувајќи да им се заблагодарам и на министерот за култура Асаф Адеми, на министерот за финансии Драган Тевдовски, на министерот за локална самоуправа Сухеил Фазлиев, министерот за рамковен договор Хаз Билика и министерот за регулатива и инвестиции на домашни фирми Зоран Шапурич. Предлогот денеска ќе биде доставен до собранието и верувам дека во текот на следната недела ќе биде ставен на дневен ред. Исто така ќе доставам предлог за избор на министри по следните ресори. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски, кој што е од самото министерство и е дел од тимот на министерот Љупче Николовски. Министер за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини, министер за култура Хусни Исмаили, министер за локална самоуправа Горан Милевски, министер за политички систем и односи меѓу заедниците Садула Дураки и обврската за министер за финансии ќе ја преземам лично јас, кој ќе ја извршувам оваа функција во определен период, заедно со функцијата председател на владата. Благодарам. Има ли смена на некои директорски места по јавни институции или ќе прво Уште следната недела веќе ќе излеземе со промената на другите кадровски решенија во извршната власт, на остатокот од самите институции и верувам дека тоа како процес ќе успееме заедно да го завршиме до крајот на овој месец, иако се неколку дена останете до овој месец, заради тоа што при крај се конечните анализи и разговори со луѓето, пред се со луѓе на кои што им се заблагодаруваме, но и луѓе за кои што бараме да прифатат свој ангажман во одредени институции, така да очекувам веќе до крајот на месецот да ги заокружиме сите, односно веќе во следните денови да ги заокружиме сите кадровски промени во извршната власт. Ова е секако највисоката позиционираност на самите министри за промените кои што ќе се случат во извршната власт. Очекувам некои 20 на места, може и повеќе во централните државни институции кои што се многу важни, но и во други институции кои што се и по вертикала на поставени во хиерархијата на извршната власт. Зошто конкретна причина финансиите да ги водите вие, нема соодветно решение или? Не. Заради тоа што прогласивме оваа година за економија. И влегуваме комплетно со сите своји перформанси. Министерот Тевдовски останува да работи околу мене, веројатно и како советник во тој дел, тоа е член на извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз во новиот состав. Следуваат храбри решенија и храбри одлуки, каде што бенефит треба да видат сите граѓани, ама буквално сите граѓани, и во делот на социјалниот аспект, и во делот на земјоделието, но и во делот на пензиите, и во делот на платите и сето она кое што представува имплементација на придобивки кога веќе се решени сите големи политички прашања на нашата земја, останува да го дигнеме економскиот стандард. Верувам дека во овие следни месеци ќе имаме можност да покажеме сериозен перформанс во севкупното менежирање на финансиските ресурси во државата. Може би е не секојдневно, може би е поинакво, но многу работи се случија не секојдневни и поинакви, од паѓањето на режимот до крупните и храбри одлуки кои што се донесоа во овој период заради сплотувањето на нашето општество, заради решавање на крупните отворени прашања со Бугарија и со Грција, заради НАТО членството, заради датумот за преговорите со Европската унија, сите стратешки определби се решија, но сето ова беше единствено вредно заради економскиот стандард на нашите граѓани. И еве влегуваме во тој перформанс, сите заедно вградени комплетно, без штедење, за да граѓаните осетат бенефит од тоа. С оглед дека ќе менаџирате со државната каса како министер за финансии одреден временски период, кои се оние први работи кои што ќе ги направи заев со буџетот? Можно ли е ребаланс, не знам, кои ви се перцепциите? Секако, јас и досега работев со министерот Тевдовски, ги знам сите постапки и проекции. Летото нема да се случуваат некои драматични работи околу ребаланс или слично, веројатно есента. Она кое што е важно, 1 јули да почне проектот на повраток на ДДВ и гледам сите оние што кубат коси да престанат со тоа, заради тоа што изморена нашата земја, никогаш не се враќало пари. Сега дали некој ќе добиел 12.000, 15, 29, 30 илјади денари или слично, дебатата ја отварат, оден дел мрачатори, јас ги нарекувам во општеството, ние враќаме пари кај граѓаните. И ова е добро. Дај Боже да вратиме за секој максимум повеќе колку што може. И тоа ќе се случува, но дефинитивно до 50 милиони евра ќе се вратат пари. Ако проектот успева, бројките ќе растат.
граѓаните ќе добиваат повеќе пари. Тие пари и како може да ги искористат за организирање на својот семеен стандард и својот живот. Секако верувам дека еден таков проект е многу важен. Главна задача е порастот на платите. Не само во делот на здравството, здравствените работници од 5 септември и на голем дел од јавната и на целата јавна администрација качуваат платите, но сакаме да направиме еден квантен скок на севкупното качување на платите. Овде ќе преземеме одредени конкретни чекори кои што треба дефинитивно да го направат квантното чекорење кон подобро или кон повисоко ниво на севкупните нето плати кои што се земат во Република Северна Македонија. Верувам дека ќе достигнеме еден перформанс до крајот на годината за да имаме доволно финансиски капацитети да ги покачиме и пензиите од 1 јануари 2020 година, но секако капиталните инвестиции се многу значени, тие отвараат работа, сите тие механизми кои што ги имаме на располагање треба да заокружат еден процес на директно осетлива благосостојба за сите граѓани во Република Северна Македонија.